Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а по нив ќе гледате. За прв пат во овој состав Тетовскиот совет одржа седница на која советниците поставуваа прашања. Листата беше долга. Лидерот на движењето Беса, Билјал Касами, не верува дека обвинителството ќе биде непристрасно во случајот со струшкиот градоначалник Рамис Мирко. Побара оставки. Повредени двајца малолетници кои се превезувале на електричен тротинет откако во нив удрело патничко возило. За прв пат во овој состав Тетовскиот совет одржа седница на која советниците поставуваа прашања. Листата беше долга, одговори даваа надлежните лица заедно со градоначалникот. Речиси 50 прашања до советниците бе упатени до градоначалникот, раководителите на секторите и представниците на јавните предпријатија на денешната посебна седница на Советот на општина Тетово. Се бараше одговори за чистотата на градот, за одржувањето на зелените површини, за инфраструктурата и градењето, за паркирањето, за кучињата скитници, за општинскиот долг и слично. Прашањата доаѓаа од членовите на Советот од сите политички партии. Советничката група на ДУИ реагираше дека градоначалникот не ги исполнил предизборните ветувања. Значи, од тоа што ние досега слушавме, видовме дека градоначалникот само дава образложение, значи не дава никаков одговор. Неговите одговори се дека ние го најдовме вака општината, ние немаме средства да работиме, ние ќе направиме, се до тоа значи се зборува за за идно време. Нема ниту еден проект направен за општина Тетово. Инспекцијата, значи комуналната инспекција не го врши работата како што треба и тоа се докажа и во Советот. Градоначалникот Билјал Касами пак тврди дека обвинувањата на опозицијата не се издржани. Дополнително, нивната работа е отежната токму поради долгот кој го наследиле од нив, односно од претходната локална власт. Значи, во ситуација кога тие се обидуваат да ни прават пречки, од друга страна тоа го користат за да не критикуваат дека не работиме ништо, во спротиво. И во делот на јавното комунално, и во делот на другите проекти, граѓаните се свесни дека Тетово веќе стана градилиште. Значи, се градат булеварди, се градат патишта, се градат канализациони мрежи, се работи на студија за водоводната мрежа и граѓаните веќе го знаат тоа. Ако некој се обидува од опозицијата да создаде друга слика, нема да им успее, затоа што јас сум кажал дека и друг пат дека се работи за локална власт, се работи за проблеми кои ги тангираат секојдневно граѓаните. Значи граѓаните се свесни за тоа што се прави и што е променето и што е друго во делот на тоа што ние сме тука и тоа што било порано. Лидерот на движењето Беса, Билјал Касами, не верува дека обвинителството ќе биде непристрасно во случајот со струшкиот градоначалник Рамис Мирко, кој се најде на американската црна листа. Касами на пресконференција побара одговори за бизнис сделките на внукот на Ахмети, но и оставки за да се спроведе вистинска истрага. Знаеме дека истрагата што ја води САД не ви е доволна, па го произвавте и обвинителството да го истражи џамбасото струга, но ние ќе ве прашаме едно. За кого зборувате? За кое обвинителство? За тоа што го води вашиот слуга, кој е под тотална контрола од ваша страна и фатен од глава до петици. Зборувате за она обвинителство кое начело го има Ислам Абази, кој не знае како завршил во вашите домови, а на сликите токму вашиот брат му стои над глава. Ако сте толку уверени во повикот до обвинителството, судот и антикорупцијската комисија, може ли во име на висината да ни објасните како вашиот внук преку ноќ стана милионер со капитал тежок 32 милиони евра? Може ли вие и вашиот директор Фестим да ни објасните дали внукот во знак на благодарност се сликал со него пред да го добие грантот од 80.000 евра или по него?
Господин Ахмети, бидејќи сте толку сигурни во она што го зборувате и лустрацијата што ја барате, може ли да ни објасните како се случи концесијата за хидроцентралите за 23 години? Америка веќе ве истражи и ги стави вашите на црната листа. Народот ве суди и даде доверба од само 4% на правдата за која постојано зборувате. И да знаете дека народот ќе ве казни на следните избори. Ако сте толку убедени во вашата невиност, тогаш поднесете оставка заедно со Мерко и вашите функционери и отворете пат за вистинска истрага. Но знаеме дека тоа не можете да го направите, затоа на крај народот ќе ви даде најдобра пресуда. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска во одговор на новинарско прашање посочи дека никаде во законот не пишува дека градежните работници на коридорот 8 и коридорот 10 ќе работат 72 часа. Председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Слободан Трендафилов пак контра Тренчевска тврди дека работниците на коридорите сепак ќе работат 72 часа неделно. Никаде не пишува 72 часа и треба да бидете реални дека ните во законот пишува 72 часа дека ќе се работи. Работното време е 40 часа со дополнително 8 часа најмногу во неделата за стратешки приоритети. Се дозволува во текот на периодот кога возможуваат временските услови да се работи над овие 48 часа, но во законот не пишува никаде дека 72 часа. Тоа зависи од временските услови, зависи од процесот на работа и затоа треба да бидеме објективни кога зборуваме за работното време на коридорот 8 и коридорот 10, дека не е 72 часа работно време, туку е можеби над дозволеното 48, но не 72. Со тоа што законот предвидува да се почитува 12 часа дневната обврска за работникот да одмара и 24 часа плюс 12 часа последователно неделен одмор. Задоволен сум од незината изјава кога кажа дека работникот дневно ќе работи по 12 часа и ќе има 12 часа дневен одмор и 24 часа неделен одмор. Ние во синдикатот, колку што знаеме математика, 6 по 12 би дошло некаде 72 часа, доколку имате Дигитрон, може да ја проверите. Се надам дека и министерката има Дигитрон, на кој може да провери дали 6 по 12 е 72 часа или е 40 плюс 8 часа и потоа ќе работат дополнителна прекувремена работа, почитувајќи ги принципите на меѓународната организација на трудот и она што се законски одредби во Законот за работни односи, 12 часа дневен одмор и 24 часа неделен одмор. Жал ми е што математиката на министерката е друга, но тоа што го кажува она избегнува само да каже 72 часа. Во спротивно все другото го потврди тоа што го велиме ние, дека работниците на тие коридори ќе работат 12 часа дневно, 12 часа дневно ќе имаат дневен одмор и дека на крајот на неделата ќе имаат 24 часа неделен одмор. И тоа што министерката заборава да го каже во тој поглед е дека го укинаа правото неделен работен ден, па така да многу лесно може да се случи да не излезе Државниот инспекторат за труд на контрола на терен и на тој начин по 7 дена да работат по 12 часа без никој да ги попречува во работата тие работодавачи. Ние во изминатиот период поведовме иницијатива на Уставен суд токму по ова прашање. На Уставен суд падна одредбата во основниот закон. До крајот на неделата или на самиот почеток на наредната недела со поддршката од професорите која ја добиваме и поддршката од меѓународната организација на трудот ќе поднесеме и новата иницијатива за оспорување на овие одредби спротивни на Устав, спротивни на конвенциите на меѓународната организација на трудот, директивите на Европската унија, онаму каде што сакаме да отидеме. Ако сакаме да отидеме, иако кажуваме само декларативно дека сакаме да отидеме во Европската унија, за нас загрижува тоа што не слушнавме од министерката кои беа причините преку економско-социјалниот совет да се заобиколи економско-социјалниот совет без никаков социјален диалог со злоупотреба на европско знаменце да се протуркаат ваквите закони. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски на пресконференција информираше дека сите субвенции се веќе исплатени и тоа пред законскиот рок. Министерот најави дополнителна поддршка за јачменот и пченицата. Кога ја започнавме оваа 2023 календарска година, нашата јасна цел која представивме беше да биде брза исплатата на субвенциите, за да може да го стартуваме и новиот модел за субвенционирање. Тоа што тогаш го предвидовме, денеска може да констатираме дека согласно законскиот рок, и тоа можеби е за прв пат во овие 15 години, сите основни плаќања по грло и по површина се веќе
исплатени пред законскиот рок. Започнуваме и започнавме со исплата и на сите дополнителни и интервентни мерки кои што ги носиме во текот на годината. Меѓутоа, брзо и навремено, уште од февруари, па се до јуни субвенциите ги добија поледелците, лозарите, тутунарите, оризарите, овоштарите, сточарите и млекопроизводителите. И токму таа исплата од околу 6 милиарди денари веќе е комплетирана. Како резултат на повеќе извршени консултации, кажавме дека сите барања на земјоделците од терен, сите барања на земјоделците и на сите подсекторски групи внимателно ќе бидат разгледани и дека нашите политики ќе бидат засновани токму во текот на годината да интервенираме и да излеземе во пресред на барањата. Затоа се одржаа 3 консултативни процеси на подсекторската група за жито и по денешните консултации со председателот на владата сакам да најавам дека Министерството е подготвено и ќе излезе пред владата со нов пакет на мерки кои што го фаќаат токму производството на жито, односно дополнителна поддршка на јачменот и на пшеницата. Тоа беше и наша основна цел која се правеше и националниот план за производство на храна со цел како да го зголемиме домашното производство на храна. Мерки прифатени од земјоделците и во интерес на земјоделците. Во таа насока сакам да соопштам дека преку интервентниот фонд, кој што втора година поред владата го носи, како едно наше ветување пред земјоделците, како посебна програма и дополнителен фонд надвор од директните плаќања и руралниот развој и од досегашните програми, и како нова програма која што единствени во регионот ја имаме, оваа година приоритет ќе дадеме за поддршка за пченицата. Предлагаме дополнителни 3 денари за предаден килограм пченица кај регистрирани откупувачи дома во Република Северна Македонија. Со ова производителите на пченица, земјоделците, бидејќи тоа е наша стратешка култура, добиваат покрај основните плаќања кои што веќе се исплатени, покрај зелената нафта, за која што исто така договорот на платежната агенција со избраниот оператор е склучен и ќе добијат зелени картички во текот на летото. Во овој период ќе утврдиме и оваа поддршка и овие средства ќе бидат исплатени исто така брзо и навремено оваа година, а целта на мерката за дополнителна поддршка од 3 денари по килограм кај домашни, предадена кај домашни откупувачи е за да ги наполниме домашните капацитети за домашно производство на храна кое што треба да се зголеми. Повредени двајца малолетници кои се превезувале на електричен тротинет откако во нив удрело патничко возило. Во најновиот билтен на СВР Тетово регистрирани и случаи на пронајдена дрога, илегален престој, нарушување на јавниот ред и мир, кражба и пријави за каснување од бездомни куќиња. Вчера во 10 часот и 50 минути во СВР Тетово. Пријавено е дека на улица Илинденска во Тетово се случила сообраќајна несреќа во која учествувала патничко моторно возило Сеат Терацо со тетовски регистарски ознаки, управувано од 36 годишниот тетовец НТ и електричен тротинет на кој се превезувала двајца малолетници од Тетовска Мала Речица. Во несреќата, малолетниците се здобила со тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово. Ноќеска околу полноќ на улица Борис Кидрич во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 22 годишникот Тетовско Теарце, затоа што кај него му била пронајдена и одземена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок. Ноќеска 30 на минути по полноќ на улица Иво Лола Рибар во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово привеле 31 годишник од Република Албанија поради сомнение дека непријавено престојувал на подрачјето. Албанскиот државјанин задржан е во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Ноќеска 40 на минути по полноќ полициски службеници на СВР Тетово ги привеле ЕМ 46 години и БМ 21 година од Тетово,
кои на улица 107 во Тетово го нарушиле јавниот ред и мир и се однесувале агресивно кон нив додека преземале службени дејствија. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера во периодот од 9 часот и 20 минути до 14 часот полициски службеници на СВР Тетово ги лишиле од слобода ИЧ 26 години од Гостиварска Топлица, ЕФ 22 години и ЈМ 18 години од Гостиварски Добридол. Тројцата се сомничат дека изминатиот месец извршиле 6 кривични дела, тешка кражба и кражба во 3 објекти во Неготинскиот регион, а дополнително одзеле и 3 електрични тротинети. Одземените тротинети се пронајдени и ќе им бидат вратени на нивните собственици, додека осомничените се задржани и против нив ќе следуваат соодветни поднесоци. 47-годишник од Гостиварско Тумчевиште вчера вечер во 22 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавил дека во близината на селото неговиот малолетен син бил каснат од куче скитник. 34-годишник ХИ од Тетовски Бродец вчера во 11 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека на улица ЈН во Тетово бил каснат од куче скитник. СВР Тетово ги засили контролите наменети за лицата кои управуваат електрични тротинети. Оттаму подсетуваат дека овие лица задолжително треба да ги почитуваат правилата за движење низ градските улици, во спротивно може да се соочат со парични глоби кои се движат од 50 до 120 евра во динарска противредност. Секторот за внатрешни работи Тетово ги засили, а во наредните денови уште повеќе ќе ги интензивира планираните контроли на лицата кои управуваат електрични тротинети и кои не се придржуваат на сообраќајните правила и прописи што се однесуваат на оваа категорија учесници во сообраќајот. СВР Тетово ги подсетува собствениците на електрични тротинети дека согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, тие треба да се движат исклучиво по велосипедски патеки или велосипедски ленти, но не и по самите улици. Доколку нема вакви патеки и ленти, тие треба да се движат по тротоари, меѓутоа не во група и не со брзина поголема од 6 км на час, а на патеки и ленти со брзина не поголема од 20 км на час. Електрични тротинети не смеат и не можат да управуваат лица помлади од 14 години, не смеат да влечат или туркаат предмети, животни и слично. Покрај ова, на лицата кои управуваат електрични тротинети, им се советува задолжително да носат заштитен шлем, односно кацига и рефлектирачки елеци, особено во доцните попладневни и вечерните часови. За непочитување на овие препораки и укажувања на оние кои управуваат електрични тротинети или на нивните родители, зависно од возраста, ќе им се изготвуваат поднесоци со парични глоби кои се движат од 50 до 120 евра во денарска противредност.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!